Како се ближат изборите, така власта во недостаток на напредок на ветеното почнува со предизборни фотосесии, велат од битолската НСДП. Деновиве гледаме како се растрча еден куп министри и пратеници кои, како и многу пати досега, почнуваат да мафтаат со хартии и да се расфрлаат со милионски суми во евра за реализација на идни проекти. Суми од кои на главниот граѓанин му се врти во стомакот. За како што велат да не остават јавноста и власта во недоумица, подсетија на ветување на градоначалникот од 2009-та како топ проекти за 2010 година. Изградба на подземна гаража кај плоштадот Гоце Делчев, каде што покрај подземните гаражи требаше да бидат изградени и деловни објекти. Тогаш нашиот општиноначалник ја даде следната изјава. Цитирам: "Подземната гаража ќе започнува од кај гроздот и ќе се простира се до подширок сокак. Има сообраќајно решение и плоштадот Гоце Делчев ќе биде голема пешачка зона." Како втор поголем проект Алески ја најавил катната гаража зад Пионерскиот дом и киното Македонија, па Жабени, па најново касарната, влезот од Горно Оризари, голф терени кај Магарево, Трново и Братиндол на 120 хектари површина, проекти кои требало да се реализираат во 2010-та, на што од НСДП велат: "Благодарам не, потрошена година без никакво заживување од мртва точка." Нашиот општиноначалник имаше многу топ проекти за реализација во 2010 година. Еве уште еден, цитирам: "Во 2010 година ќе биде реализиран новиот мост кај Црн мост." Завршен цитат. Го молам општиноначалникот да ни објасни за кој нов мост станува збор. Не само НСДП, туку и граѓаните не гледаат никаков нов мост. Според НСДП јасно било дека се тира предизборна кампања која велат почнала со лаги и манипулации, од кои им било доста и време било да се стави крај на лагите и политичарите да сноселе одговорност за дадените ветувања.